Протестна нота за Бугарија откако отстапи од договореното да постави македонско знаме во претседателската палата во Софија. Македонија официјално бара Софија да се извини, но и да објасни зошто знамето на Македонија го немаше на заедничката фотографија на претседателите. Ова според информациите на Алфа било договорено, а потврда за тоа бил работниот ручек на кој имало знамење од двете држави, а следуваше посредбата помеѓу Силјановска, Давкова и Радев. Од МНР брифираа дека деталите за средбата вклучително и поставувањето на знамињата биле договорени помеѓу протоколите на двете држави во Софија уште пред да замине македонската делегација на чело со Силјановска, Давкова. Премиерот Мицкоски соопшти дека начинот на кој што Македонија го решава овој проблем е дипломатски и покажува дека повеќе не се практикува дипломатија на каква што бевме сведоци во минатото. Нема повеќе да имаме политика меѓународна, ниту пак дипломатска со свитка на кичма. Тогаш кога ќе се помине Рубиконот, кога ќе се помине црвената линија, тогаш треба и да се реагира. Затоа што вие ако не реагирате, тој исклучок потоа ќе стане пракса. Но она што е поважно за мене е што Европа и светот можеа да видат на отворена сцена, а тоа го очекувавме, кои се вистинските намери на водството во Софија. Не се вистинските намери бугари во устав, тоа е најмалиот проблем. Таму малку поголема, или да бидам попрецизен, многу поголема е потребата да покажат мускули и да ги покажат своите вистински намери. Бугарскиот претседател Радев се правда, средбата не било на државно ниво, туку работна, па поради тоа не било поставено македонското знаме. Според него, разговорите во петокот со македонската претседателка биле конструктивни и, како што вели, со добар тон. Но нека да е јасно, че това не беше нито државно, нито работно посещение. И аз се надявам, че в най-скоро време президентът на Република Северна Македония ще направи държавно посещение, което наред с всички официални церемонии по протокол ще допринесе и за по-нататъчно развитие на нашите отношения. Средбата со Радев беше позитивна оцената и од Силјановска, Давкова, која всушност во Бугарија замина со фокус на така наречената културна дипломатија. Главната цел на нејзината посета беше изведбата на операта Набуко од македонската опера и балет во Софија.